Многумина го критикува и за спуштените панталони. Лудо е што оди во ресторан со спуштени панталони. Треба да си купи колан. Некој коментира и дека не ја заслужува Хели и дека се однесува како дете. Истиот ден претходно Џастин и Хели беа забележени во друго издание. Повторно во ресторан во Лос Анџелес тие го славеле 31-иот роден ден на пејачот, а кога го напуштија локалот, Џастин не ги тргаше рацете од неа. Џастин и Хели имаат и син кој наскоро ќе полни 2 години, а пејачот е критикуван и дека не е добар татко. Неодамна пак Хели сподели дека бременоста била изненадување. Хели гостуваше во подкаст со нејзиниот гинеколог кога беше прашана за бременоста. Кажа дека била изненадување, како и дека била дијагностицирана со медицинска состојба која може да предизвика компликации во бременоста. Докторката ѝ рекла дека е подобро да не забременувам додека не најдат соодветна терапија. Имав септум, преграда на матката и докторката ми велеше дека треба прво да наблюдуваме состојбата пред да забременам, бидејќи може да создаде проблеми. Ми рече дека можеби ќе треба да се направи и мала операција. И си помислив дека сега не планирам да забременам, па кога ќе дојде ред за тоа, тогаш ќе разговараме. Но потоа волшебно останав бремена, раскажа Хели. Актерката Джесика Алба и нејзиното момче Дени Рамирес моментално уживаат на заеднички одмор во Мексико, а споделија неколку фотографии од патувањето на социјалните мрежи. Двојката е заедно од летото 2025 година, откако Алба официјално се разведе од својот супруг Кеш Ворен. Нејзиното момче 33 годишниот Рамирес објави неколку нови фотографии од 44 годишната Алба од Мексико Сити во неделата на Инстаграм. Објавите вклучуваат селфиња од вечера, лежерни фотографии од двојката како шета низ градот, како и сцени од локална уметност и храна. Магичното Мексико, напиша Рамирес во описот на објавата. Актерката ја сподели својата галерија со фотографии од патувањето со описот: најдобрата недела во еден од моите омилени градови, полн стомак и уште пополно срце. Рамирес одговори под својата објава со коментарот: ти. Алба и Рамирес прв пат беа поврзани од медиумите во јули 2025 година, неколку месеци откако актерката поднесе барање за развод од Ворен во февруари истата година, со што започна крајот на нивниот 16 годишен брак. Алба и Ворен имаат 3 деца заедно, 17 годишната ќерка Онор Мари, 14 годишната ќерка Харвен Гарнер и 8 годишниот син Хейс Алба. Александра Илиева ја споделува својата инспиративна музичка приказна која преку YouTube ја однела до меѓународната публика и соработки со музичари од целиот свет. Нејзината соло кариера започнала во 2016 година кога на YouTube го објавила својот прв инструментален кавер на популарна песна. Видеото веднаш привлекло внимание, а охрабрена од бројните прегледи, таа продолжила со нови музички преработки кои донеле публика од различни делови на светот. Токму овој успех и отворил врати за соработка со истакнати музичари и инструменталисти од Канада, Мексико и САД, како и за настапи на филмски и музички концерти, настани и фестивали. Исто така, таа имала и солистички изведби со различни филхармонии, што дополнително ја афирмирало на меѓународната сцена. Посебен пресврт се случил за време на пандемијата, кога Илиева почувствувала дека има доволно простор и време за вистинска креација. Во тој период нејзината работа била забележана од Тома Music, најголемата европска продавница за музички инструменти, која преку своите дигитални платформи поддржува креатори од целиот свет. Со цел за поголема промоција и афирмација на современата македонска џез сцена, продуцентската куќа Трето Уво организира циклус на концерти под наслов Џазотерија, серија од 6 ексклузивни настапи на врвни македонски џез музичари,
Гордан Спасовски, Дуња Иванова, Тони Китановски, Георги Шаревски, Оливер Јосиповски и Џоле Максимовски, што ќе се одржат во аудиоцентарот Аудиокултура Скопје. Џазотери представува интимен и автентичен музички формат во кој секој од уметниците ќе има свој соло рецитал, откривајќи ја личната музичка визија, импровизацијата и креативната слобода што ја носи џезот. Публиката ќе има ретка можност да ги слушне овие исклучителни музичари во блиска и акустично совршена атмосфера.